Ве поздравувам, браќа и сестри, ве поздравувам, драги пријатели кои следите и Господ да не благослови сите денес во овој саботен ден, да ни даде мир и радост од Бога. Се да биде на слава Негова. Амин. Денешниот наслов гласи: дали сакаме да си простуваме? Ќе прочитам стих од Колошаните, од 3 глава, 13 стих. И така, како избраници Божји, свети и возљубени, облечете се во милост, милосрдност, доброта, смиреност, кротост и долготрпеливост. Трпете се едни со други и проштавајте си. Ако некој има поплака на некого, како што Христос ви прости, така и вие направете. Значи, трпете се едни со други и проштавајте си. Ендру бил младич од 26 години, бил одговорен и многу друштвена особа. Од својата 9 година Ендру работел со цел да помогне и да ја издржава својата породица. Иако бил вреден работник, но немал постојана работа. Бил уморен од неговиот нестабилен живот. Сега тој се оженил и копнеел за нешто подобро, но не знаел што би било тоа. Така Ендру ја посетил една издавачка куќа, бил многу задоволен од работите таму што се објавувале и кога ги видел машините, технологијата, штампаните страници, како излегуваат од машините, се восхитил. Сега тој знаел што бара. Тој побарал да биде штампарски оператор. Ендру се запишал во занаетчиска школа. Тој напредувал во школото само за да допре до таа машина. После 2,5 години, една новинска компанија дала на оглас дека има потреба од штампарски работник или штампарски оператор. Ендру поднесува молба и ја добива таа работа. Бил многу среќен. Работата за која сонувал некогаш сега постанала стварност за него. Сега тој вредно работел, дури и бил унапреден на самото работно место. Тука тој ја гледал иднината, соработувал со сите, така се сретнал со Мичел и брзо се спријателил со него. Ендру му се поверил на Мичел за поранешниот живот. Кога сакал да се самоубие, па полицијата морала да интервенира и дека 3 месеци бил во психијатарска болница. Кога вечерта си дошол дома и кажал на својата сопруга дека му се поверил на Мичел, таа му рекла дека сгрешил. По неколку дена Ендру бил повикан од својот шеф во канцеларија. Шефот бил известен за минатото на Ендру. Додал шефот: иако си добар работник, но нашата фирма има углед и не би сакал да се случи инцидент. Бил отпуштен од работата. Ендру ја гледал својата иднина овде, но се случило трагедија. Не сумњал дека Мичел ќе го извести шефот. Да бевте вие на негово место, какво мислење ќе имавте за Мичел? Ќе бевте сигурно бесни, налутени, жални и разочарани. Ова било едно искуство за Ендру, кое
нема да го заборави. Еден писател рекол, еден од најголемите предизвици што Бог ни го дал е моќ да го памтиме минатото, но и да го поништиме. Секој од нас, како Ендру, во оваа приказна би сакал да го избрише минатото. Минатото искуство кое ранува, кое повредува. Ние не сме како компјутерите кои имаат тастер за бришење, да би можеле да ја избришеме стварноста. Сега би сакал да зборувам за еден поклон, за еден дар кој Бог ни го дал. Поклон кој нас ни го дал самиот Исус Христос. Дар кој некогаш го гледаме вреден, а некогаш го потценуваме. А тоа е опростување. Овој дар ни го дал самиот Исус. Даден ни е да го отвориме и употребиме. Опростувањето не потекнува од човек, туку е за самиот човек. Кога зборуваме за опростување, истовремено зборуваме за неправда која настанала. Затоа што опростувањето не може да постои без неправда. Ако нема прекршок, нема потреба и од опростување. Во целокупната историја, прва увреда или прва повреда ја добил самиот Бог. Затоа Бог и створил или дал опростување. Пред гревот да влезе во историјата, немало потреба од опростување. Меѓутоа, кога Луцифер се побунил, а го следел Адам и Ева, тоа бил прекршок против самиот Бог. По прв пат во универзумот едно битие поднело бол и неправда. Бидејќи Бог бил прв нападнат, он и бил прв кој презел акција за опростување. Ќе прочитаме од 1 Мојсева, 3 глава, 15 стих. И ставам непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и породот нејзин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш во петата. А каде постои грев и увреда, Бога сака и ние да простуваме. Исус го кажал тоа во приказната за 20 должници. Ќе прочитаме од Матеј, Матеј 18 глава, 32 и 33. Тогаш господарот негов го повика и рече: зол слуго, јас ти го простив целиот долг зашто ми се молеше. Не требаше ли и ти да се смилуваш на својот другар како што се смилував и јас на тебе? Гледаме, браќи и сестри, небото очекува од нас да си простуваме. Како Бог што ни простува нас. Дали ние како христијани, ако некој не увреди, треба тој да го мразиме, да ни биде голем непријател и со тоа што на тој неќеме одма да му простиме, а си ја збираме омразата во себе, ние си наштетуваме сами на себе, или пак со тоа што не му простуваме, грешиме према Бог. Или пак нешто, нашето опростување према другите, нема ли да ни пречи Бог да ни прости нас?
Од Духот на пророштвото ќе прочитам од 3 книга Сведоштва, страна 206. Духот на омразата, кој ги обзема некои, затоа што се разоткриени и осудени гревовите кои постојат меѓу Божиот народ, ги заслепува и страшно измамува нивните души, правејќи ги потполно неспособни да ја воочат разликата помеѓу правилната и погрешното. Со тоа тие сами се заслепуваат. Некои христијани знаат да мразат и неќат воопште да опростат. Вика, никогаш нема да му опростам за тоа што ми го рече или за тоа што го стори. А дали тој христијанин или христијанка не знае оти Бог вели, кој го мрази братот свој, како мене ќе ме сака кога не ме гледа, а братот свој го гледа. Или христијанин не може да биде христијанин ако не знае да прости. Во Матеј ќе читаме 6 глава, петнаесетиот стих. Шест 15. И еве што кажува. Ако пак не им простите, ако не им ги простите гревовите на луѓето, и вашиот Отец нема да ви ги прости вашите. Значи, гледаме, браќа и сестри, Бог што ни кажува. Ако ние не простиме, значи и самиот Бог нас нема да ни прости. Ова се озбилни зборови. Од друга страна, Бог ова го сматра поверење во Него, докажување дека ги прифаќаме Неговите небески системи на владење и опростување. Кога опростуваме, учествуваме со Бог заедно во нешто што е од Бога потекнато. Бог не повикува да бидеме учесници кои опростуваме, а со тоа и не наведува во Божјата љубов, во Неговиот карактер. Он е на наша страна постојано кога ние тоа го правиме. И повторно од Колосаните или Колошаните ќе прочитаме од 3 глава, пак 13 стих, каде што кажува: трпете се еден со друг и проштавајте си. Ако некој има поплака на некого, како што Христос ви прости, така и вие направете. Трпете се, значи, еден со друг. Како што Христос направи, така и вие направете. Како што Христос ви прости вас, така и вие проштавајте. Да си поставиме прашање, како Христос простува? Затоа ќе прочитаме од Псалми, 103-тиот Псалм, трети и четврти стих. Кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести, кој го избавува од пропаст твојот живот, кој те овенчува со милост и со добрини. Гледаме, браќи и сестри, како Бог опростува. Вика, кој ги очистува сите твои беззаконија. Значи, Бог не остава ништо позади Него, да се сеќава на нешто што нисме го сториле. Туку се очистува. Потоа вика,
те исцелува од сите болести. Значи, ако живееме според Божите закони, Бог вика, ќе ве очистам и од сите болести. Понатаму кажува, кој го избавува од пропаст твојот живот. Бог не избавува од самата смрт. Значи, ако постапуваме, ако си простуваме и ако живееме според Божјата волја, тој не избавува и од самата смрт. Потоа кажува, кој те овенчува со милост и со добрина. Какви не прави Бог? Милостиви, добри. Значи, Бог кој е милостив и нас не прави да бидеме милостиви. Видовме како Бог опростува. Бог нема список на кој е запишано увреди или навреди, повреди, додека ние тоа го имаме во нашиот ум. Простувајте како Христос што ви простува. Како Божјата реч што не учи. Така да си простуваме еден на друг. Ќе прочитаме од Михеј, Михеј 7 глава 18 и 19. Кој Бог е како тебе за да ги простува беззаконијата, да мине преку престапите на остатокот од своето наследство? Тој вечно не се гневи, зашто тој со радост се смилува. Тој пак ќе се смили над вас и ќе ги сотре вашите беззаконија. Тој ќе ги фрли сите наши гревови во морските длабочини. Гледаме, браќи и сестри, значи Бог како простува. Бог ни опростува и не останува луд, како ние. Тој ужива да биде милостив. Да си опростуваме како Христос што ни ги простил нашите гревови, или како Христос што ни простил нас, како Бог што ги фрла нашите гревови во длабочините морски, така и ние да си простуваме, да заборавиме што било во минатото. Некој рекол, кога го закопувате кучето, закопајте го цело, не оставајте ја опашката да се гледа. Што сака да каже? Значи, кога опростуваме, да не оставиме некој дел, да се сеќаваме за тие брат или таа сестра, туку да се едноставно очистиме. Во 103-тиот псалм ќе прочитаме дванаестиот стих. И еве што кажува. Колку е далеку исток од запад, толку ги оддалечува тој од нас нашите престапи. И Исаја 38, 17. Ете, за добро ми беше силната тага, тој ја спаси душата моја од погибелниот ров, ги фрли зад грбот свој сите мои гревови. Бог не гледа позади грб. Што било порано, што се случило? Така треба и ние, браќа и сестри, да правиме. Исус еднаш на своите ученици им рекол во Јован
13:15, Евангелие по Јован. Затоа ви дадов пример, да правите и вие така, како што ви направив јас. Значи, Бог, Исус, ни дал пример. Како Он ни опростил, така и ние вика да правиме. Исус е нашиот пример. Ако гледаме во Него, значи, и ако живееме според Неговите правила, ние треба да си простуваме. Он милостиво ни ги простува нашите непромислени зборови, лошите постапки, грешните мисли, што за нас дури беше распнат на крстот, кој умре за нас, за тие гревови. Треба да одиме по примерот на нашиот Спасител. Кога Исус простува, не останува ништо да не подсеќа на минатото, на нашите гревови. Во Исаја 43:25 Исаја 43:25 А јас сам ги бришам твоите престапи заради самиот себе и гревовите твои нема да ги спомна. Бог лично ги брише сам. За кого? Лично и за себе, он вика. И за себе. Значи, да не се сеќава воопште на нашите гревови. Значи, Бог не сака да остане ни една трага позади Него. Како Исус што опростува, како што ги брише нашите беззаконија, така и ние треба да си простуваме. Кога си простуваме, мораме да поминеме низ 3 чекори или 3 фази. Прво, треба поново да ја пронајдеме човечноста во оној кој не повредил. Второ, ние ја повлекуваме својата одмазда. И трето, да го прегледаме своето сеќање спрема особата, на која сме и погрешили и на која сме и опростили. Под прво, кога некоја особа не повреди, ние во стање сме таа особа да ја мразиме и како да не постои во нашите очи, затоа што тоа зло таа ни го сторила или сторил. Таа особа ја нарекуваме со секакви непријатни зборови и кога почнеме да ја опростуваме на таа особа, во нашите очи иде како друга особа, која што таа е створена според Божјето обличие. Ако и простиме, не значи дека ќе бидеме најдобри пријатели, него ние ја примаме таа особа поново како човечко створение. Второ, кога се повлекуваме од осветата спрема таа особа, грчкиот песник Хомер кажал: осветата има сладок вкус. Ние го мотаме околу нашиот јазик и ја пуштаме да капи како мед низ нашата брада. Во денешниот свет посебно е забавно ако некој не повреди и ние да му се осветиме или да му се одмаздиме одма. Меѓутоа, оној кој ни простил многу или многу пати не учи и ние да си проштаваме. Осветата нема никогаш крај. Бог вели: моја е осветата и моја е платата. Тоа ќе го прочитаме во 5 Мојсева,
Пета Мојсева 32, 35. Моја е одмаздата и моја е наградата. Значи, ние не треба воопшто да се одмаздуваме, бидејќи самиот Бог вика, моја е одмаздата. Или пак, во Исаја пишува во 34 стих, зашто настапи денот за одмаздата на Господа. Значи, настапи денот за одмаздата на Господа, а не наша. Пример, еден татко, како ќе му опрости на еден младич кој му ја силувал черката? Може тоа дури и да му опрости, но не значи да тој младич пак потоа биде во блискост со черка му. Таквата особа треба да се изведе пред суд. Кога му упростуваме некому, не значи да таа особа поново и поново направи грешка. Трето, кога со Божјата милост сме открили дека таа особа е човечко битие, исто како и ние, и кога сме ја отфрлиле желбата за освета, тогаш можеме да го испитуваме нашето срце. Што осеќа за таа особа? Оноа што претходно го осеќавме беше нашата омраза, нашата освета. Ама сега молејќи се на Бог да таа омраза се претвори во љубов. Дури и да ја сожалиме таа особа која нас не повредила или сме ја повредили. Можеме да ја посакаме на таа особа се најдобро. Од почеток можеби сето тоа ќе ни биде тешко, но ако го слушаме Божиот совет, тоа воопште нема да биде проблем и да не биде тешко. Во Матеј 5:44 Матеј 5:44 и 45. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји, благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен, зашто Тој го остава своето сонце да грее и над лошите и над добрите, и им праќа дожд и на праведните и на грешните. Што гледаме, браќа и сестри, тука? Значи, да ги благословуваме дури и нашите непријатели. Да им правиме добро. И на оние што не мразат, да и правиме добро. Кога тоа го правиме, Бог вика, ќе бидете синови мои. Тогаш дури можеме да рачунаме дека сме во заедница со Бога, како тим кој знае да опрости и лекува. Оние кои знаат да опростуваат се среќни и задоволни, немаат мака во душата своја, а додека оние кои не знаат да опростат и понатаму се во собствена темница, во омраза и горчина, тие особи се најнесреќни на светот. Тие особи никогаш нема да бидат вистински христијани. На тој начин, што е најгоре или најлошо, не му дава дозвола на Бог да им ги прости нивните гревови. На самиот крај, браќи и сестри, би кажал да си опростуваме едни на други и да не памтиме оноа што сме го направиле или што ни го направиле. И ќе прочитам уште еден стих од 5 глава од Матеј
48 и со тоа ќе завршиме. Но бидете совршени, како што е совршен вашиот Отец Небесен. Амин.